Јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп е вистински пример како треба да функционира едно јавно предпријатие. Со домачинското работење, иновативноста и упорната работа на ова јавно предпријатие во изминатите години прерасна во една целина која вклучува повеќе дејности и посебни делови кои функционираат според сите европски стандарди. Еден од големите проекти кои се гордост на ова јавно предпријатие и секако селекцијата на отпадот. Прилеп стана единствен град во Македонија со спроведена примарна селекција на отпад. За ова намена јавното комунално предпријатие има инвестирано околу 18 милиони денари од сопствени средства и има распределено 15.460.000 корпи за отпадоци, кои се поделени на околу 65% од домаќинството во Прилеп. Освен позитивниот еколошки аспект на овој проект, тој сепак носи и одреден финансиски бенефит за Комуналец Прилеп. Само во последните неколку месеци примарната селекција на отпад е зголемена за околу 30%, а од 2010 година до денес јавното комунално предпријатие Комуналец има продадено селектиран материјал за над половина милион евра. За оваа намена, исто така во периодот од 2008 до 2015 година се изградени 400 еколошки острови, каде се постави околу 1200 контейнери за селекција на отпад, инвестиција од наши собствени средства која чинеше 15 милиони денари. Исто така, во периодот од 2008 година до 2013 година со наши собствени средства набавивме преси за селекција на отпад и се изгради мини хала, инвестиција која чинеше 2 милиони денари. Но не застануваме тука. Така што во 2013 година набавивме линија за секундарна селекција на отпад, која чинеше 14 милиони 695.000 денари. Линијата треба да биде монтирана во хала за секундарна селекција на отпад, која наскоро треба да започне да се гради кај депонија Таленци. За изградба пак на ова хала и за изградба на компостара, која исто така планираме да се гради кај депонијата, откупивме приватно земјиште во висина од 3,5 милиони денари. За да собирањето на отпадот функционира без никакви проблеми, секако потребна е современа механизација и континуирано обновување и модернизирање на возниот парк, за што беа инвестирани 50 милиони денари. Прилеп добри современ царински терминал, инвестиција тешка 24 милиони денари. Терминалот беше изграден од темел, во чиј состав влегува царинска хала, управна царинска града, шпедитерски куќички, контролна кула, асфалтирање на површината, поставување на водовод и канализација, електронска вага и електронски рампи. Како јавно предпријатие се вклучивме во изградбата на тротоари со бекатон, плочки и во период од 2010 година до 2014 година поплочиме 40.000 метри квадратни. Инвестицијата чинеше 12 милиони денари. Како новина, кој исто така ја немаат другите градови во Македонија, па и пошироко, беше изградбата на бунари за технолошка вода, за полевање на парковските површини, за да не се троши пивката вода. Во периодот од 2007 до 2014 година избушиме 23 бунари со инсталиран систем и спроведена линија за технолошка вода со вкупна инвестиција од 20 милиони денари. За крај, тука би го спомнал исто така капиталниот проект за градот, а тоа е изградбата на капелата во 2014 година, која чинеше 25 милиони денари и се изгради како заеднички проект на јавното комунално предпријатие Комуналец и локалната самоуправа. Таа е проектирана по сите норми и стандарди за изградба на објекти од ваков карактер. Изградена е на парцела од 4.500 метра квадратни, со градежен 1000 метра квадратни корисен дел, додека пак 750 метра квадратни отпаѓаат на урбанизираното плато пред капелата. Во капелата може да се одвијат 4 погребални церемонии истовремено, а внатрешниот интериор
е осмислен да ги задоволи сите потреби за верските обреди и погребалните церемонии. Во 2009 година на новите градски гробишта се постави асфалт во вредност од 4,5 милиони денари и комплетно се средија гробиштата во интерес на сите граѓани. Сите овие наброени инвестиции кои се реализира од 2005 до 2016 година заедно чинат околу 188 милиони и 500 илјади денари или околу 3 милиони евра. Наши собствени средства на јавното комунално предпријатие Комуналец, кои со домаќинското работење се обезбедија од редовното работење и дополнителните дејности кои ги развивавме низ годините. Општина Прилеп заедно со јавното комунално предпријатие Комуналец во последните 12 години изгради рекордни 200.000 метри квадратни нови парковски површини. Градот доби еден современ и урбан лик каков што немал досега во историјата на неговото постоење. Центарот на градот, секоја населба и мало, добија различни парковски површини и детски игралишта кои се место каде сега граѓаните го поминуваат своето слободно време. Комплетно се средија парковските површини во центарот на градот и зелените површини на плоштадите Методи Андонов-Ченто, плоштадот Александрија, како и плоштадот околу градскиот часовник и цветните патеки. Со инвестиција од 15 милиони денари во текот на 2006 и 2007 година се реконструираше комплетно паркот на револуцијата Могилата на непобедените и денес истата представува вистинска гордост на Прилеп. Претходно овај парк беше едно од најзапуштените и најруинирани места во градот, а денес тој представува вистински символ на убавина и амблем на градот Прилеп. Се изгради парк со површина од 10.000 метри квадратни по целата должина на улицата 5-та Прилепска бригада во должина од 1 километар. Таму се поставија и оградија 12 детски игралишта со урбана опрема, нишалки, клупи и корпи за отпадоци. Инвестицијата за овој парк чинеше 9 милиони денари, а ова улица прерасна во прекрасна авенија. Се изгради паркот кај основниот суд во населбата Пончајца. Ова е еден од најубавите паркови, не само во Прилеп, туку и во Република Македонија. Се простира на површина од 3000 метри квадратни, каде има едно детско игралиште, има езерца, мостови, куќарки со скали поставени на дрва, летниковци, корпи за отпадоци и друга урбана опрема. Изградбата на паркот чинеше 3 милиони денари. Во 2010 година се изгради и парк во Димо Наредникот, помеѓу зградите, од 5000 метри квадратни со поставени 4 детски игралишта со урбана опрема, и тоа нишалки, клупи и корпи за отпадоци, како и кошаркарско игралиште со фонтани и водоскоци. Инвестицијата чинеше цели 5 милиони денари. Наредната 2011 година, истата населба Димо Наредникот доби уште еден парк со површина од 4000 метри квадратни, со 4 детски игралишта, која имаат целокупната потребна инфраструктура за површини од ваков карактер. Инвестицијата изнесуваше 3 милиони и 600 илјади денари. А во наредните 2012 и 2013 година населбата Димо Наредникот го доби и третиот поред парк со површина од 2000 метри квадратни, каде има поставено детски играчки, детски содржини, клупи и корпи за отпадоци, а се реконструираше и кошаркарското игралиште. Целата изградба чинеше околу 1.500.000 денари. Средишниот појас на улицата Димо Наредникот хортикултурно се уреди и се изградија водени површини и фонтани. Наспроти хотелот Липа се уреди просторот пред зградите на булеварот Гоце Делчев на површина од цели 2.500 метри квадратни, се изградија зелени површини и 3 детски игралишта, со што вакатче стана вистинско место за уживање на сите генерации. Инвестиција вредна 1,2 милиони денари. Населбата Точила 1 го доби еден од најголемите паркови не само во Прилеп, туку и во Македонија, кој се простира на површина од цели 25.000 метри квадратни, инвестиција вредна 14 милиони денари. Паркот опфаќа спортско-рекреативни терени за кошарка, одбојка и мал фудбал. Направен е комплекс од водени зелени површини, урбана опрема и комплетно осветлување. Комплексот е збогатен со 8 отворени детски игралишта и сите зелени површини се поливаат со технолошка вода од претходно избушени бунари.
Нов парк доби населбата Точила 2, кој се простира на површина од 15.000 метри квадратни. Паркот до крајот на месец мај треба да се доуреди помеѓу зградите до основното училиште Блаже Коневски. Иначе оваа инвестиција вреди околу 5 милиони денари. Се изгради парк и во типската населба, помеѓу типските куќи, на површина од 3400 метри квадратни, со детски содржини и спортски комплекс за мал фудбал и кошарка. Инвестиција вредна 1 милион денари. Нов парк добија изградите под касарни со површина од 1500 метри квадратни, инвестиција вредна 1,5 милион денари. Во 2016 година започна изградба на нови парковски површини и во населбата Бончејца, која се простира на површина од 2000 метри квадратни, инвестиција од 2 милиони денари, кои уредувања ќе продолжат и во текот на оваа година. Оваа година ќе продолжиме со уредување на зелени тротоарни површини, како и поставување на урбана опрема, а ќе се продолжи и со одржување на зелените површини на целата територија на град Прилеп. Вкупните инвестиции за сите овие паркови во периодот од 2005 до 2016 година изнесуваат цели 61 милиони 700 илјади денари или околу 1 милион евра. Со тоа Прилеп стана еден од најубавите, најзелени и најуредени градови во Република Македонија. Освен овие поголеми паркови, беа изградени малски паркови со детски игралишта и тоа во следните населби: во Џогдере, во близина на здравствениот дом кај уредот, населбата Чачорица, Сточен пазар, парк во Спиро за Брчанец. Во населбата Варош исто така се изгради парк со реновирано детско игралиште до амфитеатарот. Исто така во населбата Тризла, а паркови исто така добија и улиците Цане Којнарец и улицата Мице Козар. Паркови се изградија и во населбата Подкули, Могилата, населбата Вишне и Марино Мало и Врбенско Мало, населбата Тапани, Стара Техника, а паркови се уреди и местото околу црквата со парковски површини се уреди и местото околу црквата Свети Благовештенија. Нови парковски површини со детски игралишта добија и населените места: Чепигово, Беровци, Подмол, Лагово, Мажучиште, Селце, Мало и Големо Којнари, Радобил, Канатларци, Кадино село, Галичани и Лагово. Исто така паркови се изградија и во дворните места на училиштата: Средното училиште Ѓорче Петров, Основно училиште Добре Јовановски, Гимназијата Мирче Ацев, Основното училиште Кире Гавриловски, Гоце Делчев Основното училиште, Основно училиште Рамполевката и други основни и средни училишта на зградата. За сите овие помали паркови детски игралишта, кои се простираат на површина од 30.000 метри квадратни, беа инвестирани околу 20 милиони денари, со што се постигна секој дел од градот да биде среден и да добие катче за одмор, како за помладите, така и за повозрастните. Од 2011 до 2016 година набавени и поставени во домаќинствата беа 15.460 корпи за отпадоци во вредност од околу 18 милиони и 500 илјади денари. Поставени се 1200 контейнери на над 400 пунктови на јавно прометни површини. Исто така, конечно, се реши деценискиот проблем со депонијата кај Алинци, која беше вистинска рак рана во минатото и сега Прилеп има една од најуредените депонии во Македонија. Но нема да застанеме тука. И ова година ќе имаме инвестиции кои во поглед на раззеленување и разобувување на општина Прилеп ќе го подобрат целокупно изгледот на градот. Во соработка со јавното комунално претпријатие Комуналец за ова година предвидени се неколку нови капитални проекти. Изградба и доградба на фабрика за секундарна селекција на отпад до депонијата Алинци. Вкупна финансиска конструкција на инвестицијата е предвидена да чини 60 милиони денари, од кои во оваа тековна 2017 година ќе се инвестираат околу 22 милиони денари. Тоа значи дека ќе биде изградена хала, за која тендерот веќе е поминат, и во која ќе биде поставена линија за секундарна селекција на отпадот вредна околу 15 милиони денари. Тоа ќе биде првата фабрика во Македонија на едно јавно претпријатие за секундарна селекција на отпадот, еден модерен комплекс поврзан со заштита на животната средина,
кој ќе овозможи селекција на отпадот, подобрување на еколошките аспекти на целиот регион и нови вработувања. Во 2017 година ќе бидат набавени нови 5000 корпи за домаќинствата за отпадоци за примарна селекција на отпад, кои ќе бидат доделени до сите домаќинства во Прилеп, посебно во населбите Тризла и Варош. Во втората половина од оваа година ќе бидат поставени и подземни контейнери во централното градско подрачје, околу џамијата, трговските комплекси и катни гаражи и други критични места. Ова година ќе биде доградена и капелата на старите гробишта, проект вреден 5 милиони денари. Изградбата на капелата е во тек. Ќе продолжи изградбата на црквата Света Тројца за потребите на капелата во кругот на новите градски гробишта. Во тек на оваа година предвидени се средства за изградба на нови парковски површини. Доградба на парк комплекс Точила 2 со површина од 8000 метри квадратни до основното училиште Блаже Коневски, значи помеѓу зградите. Во втората половина на 2017 година ќе започне изградбата на паркот Точила 3 со површина од 5000 метри квадратни позади црквата Света Петка, исто така помеѓу зградите. До изградба на музичкиот парк во Врбенско мало, изградба на парк во населбата Ѓоргдере, исто така помеѓу згради. Ново детско игралиште во населбата Рид пред старото училиште Кочорацин, која изградба е почната во тек и за брзо ќе заврши. Ново детско игралиште во населбата Рид во близина на улицата Мечкин Камен. Изградба на огромен парковски комплекс со пешачки и водени површини и детски игралишта во населбата Бончејца помеѓу зградите. Средување на зелени површини и детски игралишта помеѓу зградите до касарните на улицата Васко Карангелески, средување на парк пред театарот и средување на парк Орде Чопела во населбата Варош. Ќе бидат изградени паркови и детски игралишта во повеќе населени места, како и плоштад во населеното место Канатларци. Од населените места каде што детски игралишта ќе добијат, такви ќе бидат изградени во Тополчани, населеното место е Рековци, Веселчани и Загорани. Ќе бидат засадени повеќе 1000 садници во градот, парковски површини и тротоари низ улиците. Исто така одредени локации ќе бидат збогатени и со цветни содржања. Нашата заедничка заложба со јавното комунално претпријатие Комуналец ќе биде и понатаму Прилеп да биде најчист и најзелен град во Македонија, збогатен со нови парковски содржини и детски игралишта, кои ќе бидат капчина за вистинско уживање на сите генерации.